Средовечна жена од Скопје со сериозно заболување на коските и во животозагрозувачка состојба била вратена од клиниката за ортопедија. Под изговор дека салите за операција се реновираат, а хирурзите заминале на одмор. Нејзината ќерка за Алфа сведочи дека испитувањата за болеста траеле 3 месеци, а диагнозата која ја добила од лекарот била загрижувачка. И реколот и мора итно да оди на операција, ама тој не можел да го изврши зафатот бидејќи ќе одел на одмор. На мајка ми и диагностицираа бактериска инфекција на коскеното ткиво, а докторот што ги виде снимките од магнетната резонанца и рече оти мора итно да влезе во операциона сала. Го прашавме кога ќе биде операцијата, тој само ни одговори дека салите се реновираат, а докторите месецов ќе користат годишни одмори. Цел живот плаќаме здравствено осигурување и кога дојде ред да не примат на итна операција, практично ни затворија врата пред нос. Вели нашата соговорничка, чиј идентитет е познат на редакцијата на Алфа. Таа стравува дека коскеното ткиво на нејзината мајка може да се инфицира и да загнои, па затоа спас побарале во приватна амбуланта, каде жената итно ќе биде ставена на операција. Гневна е на здравствените власти бидејќи нејзината мајка не може да го искористи здравственото осигурување во државна болница, па семејството мора да се снаоѓа за финансии за да плати приватна операција. Алфа од извори на ортопедија пак дознава дека најголем дел од докторите веќе ги користат старите годишни одмори. И оти во операционите сали се вршат само итни интервенции на скршеници. Дека дел од докторите се заминати на годишен одмор не крие ниту министерот за здравство Венко Филипче. Сепак тој негира дека на ортопедија биле запрени сите операции. Точно е дека добар дел од лекарите ги користат старите за останати годишни одмори. При тоа организацијата е направена така да воопшто не трпи редовниот распоред на изведување на интервенциите, дали операции, дали интервенции на интерните клиники. Фокус ставаме на тоа да навистина здравствените работници сега се одморат, поради тоа што не знаеме што не очекува на есен. Блокадата во јавните здравствени установи, која со месеци се провлекува поради корона пандемијата, е причина за револт кај граѓаните. Тие постојано преку социјалните мрежи алармираат дека најсуштинските клиники, како што е на пример клиниката за кардиологија, веќе цела година работат со тројно намален капацитет, а докторите со месеци немаат термин за амбуланта за да ги прегледаат редовните пациенти. За ова алармираа и матичните доктори, кои велат дека допрва кај хронично болните пациенти ќе се лечат последиците од повеќе месечното неодење на контрола кај докторите специјалисти.